Ајде да ги слушнеме тогаш искуствата од Битола. Колешката Ружица Ѓуршевска ни е подготвена со својот соговорник колку има Пелагонискиот регион потенцијал за органско производство. Ружица, какви се искуствата од Битола? Добро утро. Добро утро, повтор пат, Кристина. Да, на тема органопроизводителство во Пелагонискиот регион ќе зборуваме со господин Горанчо Томевски, советник за земјоделство и рурален развој при Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Добро ви утро. Добро утро. Господин Томевски, еве во услови кога со децении наназад имаме загаден воздух, а со самото тоа се подразбира и загадена почва. Колку на пазарите во овој регион може вистина да се најде органски производ? Па вака, органското производство на нашите пазари генерално од година во година се зголемува тој број на производители кои произведуваат органски производи. Благодарение на двете сертификацијски тела Балкан Биосерт и Процерт, кои се вклучени активно во оваа сертификација на органски производи, имаме зголемен од година во година, имаме зголемен број на земјоделци кои се занимаваат со органско производство, дали е тоа растително или сточарско производство, независно. Меѓутоа имаме активно вклучено и откупувачи и преработувачи на вакви производи, кои исто така се сертифицирани и се наменети за пазарите во Македонија и надвор од Македонија за извоз. Дали реално имаме, тоа го потврдуваат сертификацијските тела при нивните анализи кои ги прават на производите кои се сертифицираат, дали се тоа свежи растителни производи или се преработени производи, се прават анализи од нивна страна во референтни лаборатории, односно во лаборатории тамо каде што доколку е планиран производот за извоз во нивни референтни лаборатории во државите каде се планира тој производ да се дистрибуира, односно да се извези. Знаеме дека исто така земјава се соочува со проблемот на млади кандидати, би ги нарекле, кои што би се занимавале со земјоделство, со самото тоа и нормално органопроизводителство. Еве, да речеме, кои се критериумите кои што треба да бидат запазени при производство на органска храна и имаме ли воопшто вакви производители во овој регион? Па вака, младите, како во сите сектори, така и во секторот земјоделство, младите се во помал број, затоа што тоа е тешка, има котропна работа, која бара големо вложување прво од себе и младите не го сакаат многу земјоделството, меѓутоа тоа можеме да го видиме и од земјоделските училишта кога имаат многу малце запишани деца во паралелките. Тоа истото се преминува и во земјоделското производство, посебно во органското производство, затоа што органското производство како производство треба да имаат соодветни капацитети луѓето кои сакаат да го воведат, затоа што е поврзано со одредени правила на игра во органското производство кои треба да се применат, треба да се спроведуваат тие правила во органското производство, да не се употребуваат штетни пестициди, пред се забраната е употребата на хербицидите. Справувањето со плевелите треба да се врши механички или да има соодветна механизација или че треба да се справувате рачно, што е една макотрпна работа која бара поголемо вложување од себе си, односно поголеми трошоци. Повторно работна сила што ја немаме. Работна сила што ја немаме и затоа нашите производители во најголем дел од органските производители кои што во 2023 беа некаде 900, повеќе од 900 оператори со органски производи, дали се производители или откупувачи и преработувачи, најголемиот дел се насочени во делот на растителното производство за обезбедување храна за сточарското производство, значи за да обезбедат храна за стоката. Во најголем дел се насочено органското производство во делот на житните култури. Тие во 2023 година вкупно беа опфатени 6000 хектари вкупно со органско производство, меѓутоа житните култури тука се предначат во однос на останатите култури. Потоа следат фуражните култури, па индустријските култури, додека градинарските култури се последни. Затоа што градинарството е малце потешко за да се сертифицира, бидејќи бара
многу труд, а тоа нешто е потешко да се направи. Меѓутоа, имаме и позитивни примери во делот на производството на пиперка, посебно во Пелагонискиот регион, меѓу Прилеп и Битола, каде веќе имаме неколку производители кои што произведуваат органска пиперка и истата таа пиперка ја продаваат на соодветни откупувачи, соодветни преработувачи кои преработуваат конкретни органски производи од истата таа пиперка, каде сте извршени сите анализи и во кои не се најдени никакви штетни супстанции. Знаеме дека од година во година климатските промени дополнително си го зимаат својот данок, што значи дека воопшто производството, а камоли органското производство е уште поотежнато, се помагали на овие производители во вид на субвенции. Да, од страна на Министерството се носи програма за помош и поддршка на органското производство, помошта и поддршката е финансиска. Тоа значи дека, согласно пријавените барања за директни плаќања или субвенциите, органските производители добиваат дополнителна финансиска помош во висина од 50 до 100% зависно од културите. Така да тоа не е мала сума на средства. Со таа дополнителна сума може да ги покријат тие трошоци за работната сила и така натаму, и да ги стимулираат органските производители. Исто така има помоши за преработените производи и за тие кои се занимаваат со преработка и продажба на тие производи, и за нив има финансиска помош која е доста добра и се движи некаде околу 1,5 милиони денари по еден барател, што не е сума за подценување, како помош и поддршка во овој сектор. Исто така од страна на Министерството има помош и поддршка во смисла на промоција на органското производство. На веб страната од страна на Министерството ги има сите информации во делот на органското производство, ги има конкретните информации со име, фирма, телефонски броеви, кои култури се сертифицирани, во колкави количини се сертифицирани, така да доколку се заинтересирани било кој да сака да стапи во контакт лично со тие органски производители, значи тие се официјални податоци и може слободно, значи телефонските се броеви јавно достапни и земјоделците се јавно достапни за сите кои се заинтересирани да си купат органски производ. Господин Томовски, ви благодарам што во утро допатувавте од Прилеп специјално за да ни гостувате на оваа тема и можеби би кажале дека во брзо време би требало да добиеме и помодерни пазари каде што точно ќе има одел за продажба на органска храна. Кристина и Иване, тоа беше се на оваа тема. Благодариме, Ружица.